Гледајќи ноќе во небо, нема да видите ѓубре, но тоа е таму. Мориба Јах вели дека ја загадуваме орбитата на Земјата со стари сателити и други отпадоци, исто како што ја загадуваме Земјата, воздухот и океаните. Тоа е лоша вест и во основа кога има поголем судир на отпад, десетици илјади помали остатоци, потоа остануваат опасни за другите сателити кои обезбедуваат услуги и способности од кои зависиме. Јах го проучува движењето на природните и вештачките тела во Вселената. Тој е еден од оние што сметаа дека вселенското ѓубре е се поголем проблем. Неговата позиција е уникатна, односно дека вселенското ѓубре е еколошки проблем. Имав голем интерес за ова, како да почувствував внатрешен глас. Јах е роден во Сан Франциско, Калифорнија, но пораснал во Венецуела. Се пријавил во воздухопловните сили на САД, каде што почнал да размислува за Вселената. Тој започнал да ги проучува остатоците во орбитата на Земјата во 2006 година. Орбиталните патишта стануваат преполни и услугите и способностите од кои зависиме се во опасност да бидат изгубени поради судири на вселенски отпад што орбитрира околу нив. Ја создал базата на податоци Wayfinder, што анализира повеќе извори на информации за објекти во Вселената и визуализира што има во орбитата во реално време. Во моментов следи околу 30.000 објекти во орбитата, само 4.000 од нив функционираат. Џон Красидис го познава Јах со години. Тој работи со НАСА, американските воздухопловни сили и други агенции, исто така следејќи вселенски отпад. Податоците се точни, не можете да избегате од нив. Колку повеќе работи ставате таму, толку повеќе судири може да има. Вселенската станица веќе има направено преку 25 маневри поради големиот отпад. Иако насоките на Обединетите нации ги повикуваат земјите да не создаваат повеќе вселенски отпад, Русија, Индија и Кина лансираа сателити како тестови на оружје, создавајќи уште илјадници парчиња отпад. Американскиот конгрес работи на двопартиски нацрт закон за вселенскиот отпад. Значи секоја земја треба да биде сообраќаен полицаец за луѓето што ги овластуваат да спроведуваат вселенски активности. Јах се надева дека неговата работа ќе помогне да се едуцираат и поттикнат носителите на одлуки да ги преземаат неопходните активности.